Премиере, прашања во кои што како одговор ги набројувате вашите успеси или се обидувате да се навратите за вашите жртви од 27 април, ви поставуваа колегите од парламентарното мнозинство. Никој од вас, па и вие како премиер, не се сетивте дека денес е 28 април и е 20 годишнина, кога може би точно во ова време погина 8 македонски полицајци и специјалци масакрирани. 20 години. Требаше тој ден да го спомнете, а за вчера имавме изјави и кажавме, барем воедно се согласивме никогаш да не се повтори. Едноставно, премиере, успеавте цели 10 минути да говорите, а ништо да не кажете. Тоа му иде исто како што и цели скоро 4 години сте премиер во оваа држава, а ништо немате сработено, освен што го изневеривте и исплячкавте сопствениот народ, му го загрозивте со устав за гарантираното право за здравствена заштита и што за сето ова тврдите дека немате никаква вина. Јас не знам како поинаку ова ваше однесување да го квалификувам, освен, че внимавам на изразот, дека вие сте првиот непочитувач на уставот и законите во Македонија и уште почнувате да покажувате сила и моќ, при тоа нарекувајќи ги како бескомпромисна борба со криминалот и корупцијата, но само кон поединци кои или ги жртвувате за да продолжите со вашиот нечесен мандат, или сте одлучиле да ги елиминирате сите неистомисленици кои стануваат се побројни, а се дел од вашата партија. И немам намера никого со име да споменувам, освен името на Ден Дончев, за кој што го имав денешново прашање кон вас, а вие се обидовте невешто да го избегнете одговорот и да споменувате сосема други случаи. Конечно, премиере, на целиот македонски народ јасно му е дека Ден Дончев нема да одговара за овој скандал во време на вашето владење и не затоа што не е виновен, туку најмногу заради тоа што и вие лично заедно со вашата десна рака Филипче сте вмешани во истиот. И затоа треба да бидете доблесен и демократ за каков што се представувате и да и погледате конечно на вистината во очи. Ве напуштаат најлојалните. Ги жртвувате оние кои би ве спасиле вас од одговорност, но знајте дека кога ги пуштате низ вода сопствените со партици, доаѓа и денот кога токму од нив ќе ја доживеете најголемата казна. Македонија имала многу премиери и секој од нив на некој начин е запишан на страниците на македонската држава. Се прашувам како и каде вас ќе ве запише македонскиот народ. Оваа ваша функција е менлива, премиере. Има рок. Доаѓа време кога треба да го живеете и како Зоран Заев, а не како премиер. Време во кое Зоран Заев ќе нема другари за мототрки и за кафеански седенки. Тоа време доаѓа, премиере, доаѓа многу брзо. Побрзо и од еден лет со хеликоптер. Падот ви е повеќе од очигледен, ама висината е хеликоптерска. Внимавајте добро. Немам дополнителни прашања и не сум задоволна од одговорот.